Paket od merki koji go predloži vladata ne je dobar i ne rešava niti jedan problem na građanite istopanstvoto, oceni predsedatelot na VMRO DPMNE Hristijan Mickovski, koji danes izlaze so novi predlozi za nadminuvanje na krizata. Spored nego, višocitena struja treba da se nasočat kon kompanijite. Presmetkite na VMRO pokažale deka se raboti za 200 do 250 hiljadi megavati, koji ne bi trebalo da bidat poskapi od 80 evra za megavat čas. Za ovo da se sluči, potrebno je da se intervenira u zakonu za rabotni odnosi i zakonu za trgovija, kada što nedela je neraboten den. Работодавачите да си одберат кој ден во неделата наместо недела ќе го заменат да биде неработен. Затоа што во недела имаме најголеми вишоци на струја и цената на струјата за време на викендот е далеку поевтина од цената на струјата во текот на 5 дена од работната недела. Понатаму Мицковски предлага и секоја компанија која ќе плати струја над цената на регулираниот пазар, половина од разликата да ја плати државата. Според нашите калкулации и според мерките и според првата мерка која што предлагаме, станува збор за отприлика 50 на милиони евра помош за стопанството, да ги зачуваме работните места, да продолжиме да произведуваме, да го задржиме извозот, за да не ни се случи затварање на компаниите и буквално екзодус на квалификувана работна сила. Повторувам, во делот на помош за граѓаните Мицковски предлага: предвидуваме викенд без ДДВ за основните прехранбени производи. Викенд без ДДВ за да можат да се снабдат граѓаните по пониска цена, за да не удираме со ДДВ-то во стандардот на граѓаните. Предлагаме интервенција во Законот за личен доход и тоа иницијатива ќе ја поднесеме во собранието во текот на оваа или следната недела, со кој што ќе се одложи скалестото оданочување, дестерилизација на благajničkите записи во Народната банка, да се дестерилизираат со намалена емисија на благajnički записи, тие пари да се вратат назад кај банките, а потоа банките тие пари да ги пласираат до стопанството, односно да ги стават на располагање на стопанството, со што ќе помогнат ликвидноста на компаниите, а работните места ќе бидат сочувани. Пресот на Христијан Мицковски доаѓа еден ден откако владата излезе со предлог мерки за помош на граѓаните и стопанството во висина од 350 милиони евра.